Развод е единственото решение на текстилната работничка Силвана Димитрова, вработена во штипската конфекција Алконтекс, за да го спаси сопругот кој подитно треба да се оперира. Ваква сугестија добила од административци, откако ги прашала како да го реши проблемот со здравственото осигурување, кое 3 месеци го нема бидејќи газдата не им плаќа, ниту пак им дава отказ. Не е преведена операција затоа што немам отказно решение. Едино отидов во социјалното, ми рекоа да си дадам развод брака, оти он се воде под мене, оти он не е вработен, да си дадам развод брака за да може да си ги оствари неговите права, како да се пријаве под заводот, да зима здравствено. Истата голгота ја поминуваат и останатите работнички, на кои од вчера им заврши принудниот одмор од 3 месеци. Утринава се собраа во дворот на фабриката, барајки си ги платите за април, мај и јуни, но и да им се даде отказ од деловни причини. Сега во што го направија, што неизненадно испратија на одмор прво, па ни пратија принуден одмор на 70%, а нема ни 70 ни 0%. Не е исплатено ништо, ни придонесе, ни здравствено, ништо не ми исплатено. Банката секој да ми звона за кредитите. И камати се 3 месеци без плата. Јас имам 6.000, мажом има 9.000. Со која плата негова здојна плата сум дома. Веќе втор ден газдата ги игнорира работничките. Тие не знаат што по завршувањето на принудниот одмор, па поради тоа беа принудени да повикат и инспектори од Државниот трудов инспекторат, за да направат записник со евиденција на сите што се јавија на работа. Без никакво образложение што ќе се случува понатаму, без да им понудат на овие жени да било какво решение, да им дадат отказ од деловни причини, за да можат да продолжат некаде да работат, да се пријават во агенција за вработување. Формата префрлање на капиталот од една во друга фирма, како што е и случајот, периодов е зачестена, алармираат од Гласен текстилец барајки управата за јавни приходи и основното јавно обвинителство соодветно да реагираат, за да се спречи понатамошната манипулација со работниците. Вие да немате здравствено осигурување во време на здравствена криза, тоа ја не знам која нормална држава би го дозволила. Не знам кои нормални институции би го дозволиле тоа. Велиме ќе одиме во ЕУ. Мислам, ова не би се случило во ниедна правна држава. Како за работниците, така и за медиумите. Собственикот на згаснатата конфекција Алконтекс, која се наоѓа во истиот објект каде што сега е лоцирана новата конфекција, не беше достапен за коментар.